минути од денешнава емисија решивме да ги посветиме на здравието и токму затоа наш гостин ова утро е Љупче Трајчев, доктор по природна медицина, хербалист, нутриционист. Добро утро. Добре ни дојдовте во нашата утринска програма, секогаш со интересни одговори на нашите прашања и прашањата на нашите гледачи околу тоа како да го сочуваме здравието во време на пандемија, но и во време на пролетни анемии и настинки. Витамини и минерали, кои и како треба да ги внесуваме е темата за која што утрово ќе говориме. Добро утро, пред се поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Се надевам дека во овие 20 на минути ќе им понудиме нешто интересно, она што е многу битно, витамините, минералите и сето она што треба да се внесува во нашиот организам на правилен начин, онака како што тоа го дала природата. Вака кога сме кај витамините, знаеме дека постојат многу витамини, различни витамини кои што пред се ги среќаваме во растенијата и единствено според мене тие се вистинските витамини кои што ние ги внесуваме и кои што треба да ги внесуваме затоа што витаминот е еден комплексно соединение, не е само одредена киселина или како да речеме или одреден спој на само неколку елементи. Тоа е една целина која што билките го направиле под влијание на сончевата светлина и го прилагодиле така да кога ние го консумираме, освен што е интересно, освен витамините, внесувајќи ги растителните витамини, ние внесуваме и многу антиоксиданси, внесуваме многу ензими кои што синтетички не може да се направат, а тие се пред се многу битни за нашето здравје. За нив многу малку се зборува, меѓутоа се многу витални и многу битни за сите процеси што се одвиваат во нашиот организам, пред се во процесите за варење, процесите каде што нашиот организам успева да ги асимилира оние витамини кои што ги внесуваме заедно со билките. Кога сме кај витамините, јас можам да кажам интересни факти кои што, например, не можат да се најдат, да речеме, во современата медицина. Затоа јас сум од другата страна, од природната медицина, кои што верувам ќе ги интересираат гледачите. Пред се постои, значи, денеска на научните студии пишува дека аскорбинската киселина е витамин С, што не е така. Аскорбинската киселина е само обвивка на витаминот С и е само еден дел од витаминот С. Аскорбинската киселина е заштитник на сите оние внатрешни елементи кои што го сочинуваат тој комплекс наречен витамин С. Меѓутоа, се уште денеска, тоа сакам да го истакнам, се уште денеска постојат 3 до 4 фабрики во светот кои што произведуваат таков вид на витамин С, а се останато е само аскорбинска киселина која што стига во прав и одредени фабрики ја пакуваат на различен начин капсули, јапчиња, да речеме шумливи таблети и слично, при што не се асимилира правилно затоа што има недостатоци, значи не е тоа комплетниот витамин С. И затоа препорачувам витамини исклучиво од растително потекло или оние витамини кои што се произведени. Постојат, значи, 3 постапки со кои што витамините можат да се извлечат од билките и природата. Двете ги прави човекот, едната ја прави пчелата. Едната постапка е сите може да си ја направат дома, значи со сушење на овоше кој што содржи многу витамин С. Тука е шипинката која што е врвот на витамин С, содржи од 600 до 1000 милиграми витамин С на 100 грама, потоа се кивите. И во минатото многу често ја употребувале тука на нашево поднебие. Токму така, може да се набере и сува шипинка која што има сега, да се сомеле во прав и да се употреби. Она што е битно при сушењето на секое овоше, знаеме дека витаминот С е термолабилен, треба да се исуши овошето некаде на 40 степени Целзиусови, за да не се изгуби таа
таа витаминска нишка која што ги спојува. Затоа што после 40 степени се распаѓа. Знаеме ние кога сме болни, го губиме витаминот С и треба кога имаме поточно висока температура, мораме да внесуваме поголеми дози на витамин С за да не дојде до тој недостаток кој што му е потребен, освен за тие функции, нормалните функции кои ги извршува, потребен му е највеќе во борбата за тие антиоксидацијски процеси кои што во моментот се одигруваат во борба со некој патоген кој што го имаме во нашиот организам. Другата постапка е ладно вакуумирање, значи излекување од билките, излекување на целиот витамин С, значи целиот витамински комплекс. Како што реков, тоа го прават 3 до 4 фабрики и кога правев истражување во Швајцарија, на пример, може да се најде само тој витамин С, аскорбинска киселина во Швајцарија не постои. И е некаде околу 30 евра едно пакување, што е 10 до 12 пати поскапо од аскорбинската киселина која што се продава. За аскорбинската киселина и витаминот С има објавено исто 1842 година во Lancet, највелијателното медицинско списание, потоцна докторот Алберт Георги, кој што е исто така Нобеловец, покажува дека аскорбинската киселина е сосема нешто различно од витаминот С и дека е само еден фрагмент. Доказот тој го докажува тоа што знаеме дека скорбутот е болест која што настанува при недостаток на витамин С. Така да со давање на личноста која што има скорбут, да речеме една рака шипинки или 5 киви или сок од, да речеме, од 10 портокали, скорбутот веднаш се повлекува, а со давање на аскорбинска киселина нема никакво подобрување, што е еден од доказите дека аскорбинската киселина и витаминот С е сосема различно. Меѓутоа, тоа како доаѓа до ова, можеби ги интересира гледачите, можам да кажам, пошто јас сум председен или истражувач и сакам секогаш да ја дознам вистината. До тоа доаѓа да во тоа време, да речеме во 20-тите години на минатиот век, настанува експанзија на многу научни трудови, кога работел и Тесла и кога луѓето работеле за да направат нешто за човештвото, меѓутоа тука се вплеткуваат банкарите кои што отстварат своји фондации, кои што го преземат здравството во своји раце и настанува колапс до здравството, што на пример се применува и денеска според мене, и тоа воопшто не е во ред со такви методи. Меѓутоа тоа е една друга тема. Во моментот кога Харви Вилај, кој што бил еден од најдобрите научници и директор на Институтот за биохемија во Америка, е сменет, формирана е ФДА. ФДА им дава дозвола на Ла Рош да произведува витамин С, поточна аскорбинска киселина, и таа до ден денес е најголем произведувач и дистрибутер секаде во светот, 90%, и луѓето пијат аскорбинска киселина мислејќи дека внесуваат витамин С. За жал тоа е вистината, според мене, кој сака може сам да истражи, и затоа не е делотворен тој витамин С. Истото е и со витаминот Т, кој што е исто комплексна нишка, а се продава како токоферол. Истото е со витаминот А, кој што се продава како бета-каротин, меѓутоа тоа не е тоа, и затоа внесување на ваков вид на витамини предизвикуваат витаминско труење, што го знаеме тоа во сите медицински списанија го има објавено, дека внесување на големи количини на витамин С или на одреден витамин може да предизвика витаминско труење, што воопшто не можете да го направите тоа. Вие ако внесете, на пример, килограм шипинки, ќе внесете 10.000 милиграми на витамин С, што воопшто не може да настане труење. Труењето настанува поради внесување само на една одредена состојка, која што во моментот кога ќе се надмине дозата, делува како токсин, го оптеретува црниот дроб и бубрезите, и затоа настанува до тоа труење. Ова накратко морав да го објаснам, затоа што да ја сватат гледачите разликата и да преминат на природно внесување на сите витамини, доколку сакаат да бидат здрави. Јас веќе
повеќе од 18 години немам никаков суплемент, правам еднаш годишно редовно испитување на крвта и вредностите ми се одлични, така да и сите кои што внесуваат природни витамини знаат дека тоа функционира така, а да останатото што се внесува со природните намирници кои што ги внесуваме, како што кажав, ензимите, коензимите, антиоксидансите се уште побитни за заштита и од други болести кои што како што е оксидативниот стрес и останати работи, така да нема да имаат ни главоболки, немаат ни да имаат други потешкоти доколку внесуваат витамини на природен начин. Природна база, така. Да. Љупче, ако спасот треба да го бараме во природата и во тоа што природата ни го нуди, колкави се количините што треба да ги внесуваме? Затоа што голем дел од луѓето мислат дека е најпрактично и најдобро да купат суплементи во аптека, вештачки витамини и минерали, да ги внесуваат плашејки се дека нема да внесат доволно количество преку овошје, зеленчук, преку здрава исхрана и преку билките. Токму така, пред неколку години двајца врвни научници на Оксфорд исто направија студија, кај што направија студија колку може, да речеме, природниот и овој суплемент аскорбинска киселина или витамин С, колкава треба да биде разликата во внесување. Нивната студија покажала дека 14,2 пати треба да се внесе повеќе вештачки витамин С, за да може некој бенефит да има организмот и да може дел од тоа да искористи, што е огромна бројка. Сега вака, значи доволно е дневно да се внесат, значи ако се внесува редовно, доволно е дневно да се внесат до 100 мг витамин С. Значи тоа е многу малку, ако знаеме на пример дека во 100 грама киви има 600 мг витамин С, доволно е да изедеме една кива ако јадеме секој ден. Меѓутоа не е во овој период кога имаме настинки, кога на организмот му треба повеќе, ако спортуваме, ако имаме одредени дополнителни активности, добро е да се внесува повеќе овошје наутро и со тоа ќе се внесе доволна количина на витамин С. Како што кажав, број 1 е шипинката, па потоа се кивите, црвената пиперка. Особено се богати сите шумски плодови кои што можеме да ги најдеме по планините. Шипинката ја има се уште некаде, може да се најде во фаза на сушење, па потоа ќе излезе шумската јагода која исто така е врв богата со витамин С и останати антиоксиданси кои што се многу битни. Меѓутоа, она што можеме да го најдеме на пазарите е моментално е кивата, која што е многу богата со витамин С. Првенствено тука се и портокалите, лимонот, само да кажам за гледачите дека портокалот има повеќе витамин С од лимонот. Тука е цитронот, грејпфрутот кои што се исто така богати. Наутро една чаша е доволна да ги задоволи потребите на витамин С, меѓутоа секој ден ако го внесуваме, ако не го внесуваме редовно, значи неколку дена ако пропуштиме ненамерно, добро е на пример следниот ден да внесеме 3 до 4 пати повеќе. Затоа што организмот сам по себе и создава своји депоа на минерали, на витамини, каде што подоцна може да ги користи, и затоа кога се практикува на пример земање на одреден минерал подолго време, се прави пауза. На пример, ако ние земаме редовно бразилски ореви богати со селен, добро е 3 дена да ги оставиме, затоа што депото кое што го направил нашиот организам, за да може да си го исчисти, да го искористи и потоа повторно да почнеме да внесуваме. Истото се случува и со, на пример, ако пиеме чаеви, добро е да пиеме одреден чај некаде до 2 недели, потоа да го промениме чајот, па потоа можеме пак да се вратиме на истиот чај ако ни е омилен, така да организмот функционира така да 90% од тоа што ќе го внесеме го искористува, 10% го остава за секој случај да биде подготвен кога ќе му треба. Тоа се случува и со витамините, и со минералите, и со сите фитохемикалии кои што ги има. Значи, нашиот организам е тотално совршен и знае што треба да направи. Меѓутоа, наше е само да му внесеме доволно витамини, минерали за сите оние процеси кои што се одбиваат. Тука да го споменам цинкот кој што е многу битен.
без И цинк. кој што е многу споменуван во ова време на пандемија. Да, без цинк не може да функционират сите леукоцити кои што се одбранбен Т, Б и сите останати кои што цинкот во сушност Го име штити телото оружјето. од настинки, тоа е. Да, секако цинкот име оружјето, цинкот им служи за борба со секој патоген. Доколку немаме цинк, тоа е исто како да пратиме војник да се бори со други наоружани војници, а го праќаме без оружје. Цинкот е всушност оружјето со кое нашите одбранбени леукоцити го совладуваат непријателот. Во што најмногу има цинк? Цинк најмногу има во семки од тиква и доволно е денеска да се внесат 4 лажици на семки од тиква. Сега време на салати можеме во секоја салата да ставиме 4 лажици на семки од тиква или Не печени, да нагласиме термички необработени. термички необработени, меѓутоа цинкот е термостабилен така да нема да се изгуби, меѓутоа има други нутриенти кои што се многу покорисни доколку семката од тиква ја користиме свежа, значи не печена, а исто така може маслото од семки од тиква кое што е одлично, кое што последниве неколку години на пример е најпродавано масло во Словенија и тој северниот дел на Хрватска. Е фантастично масло кое што треба да се користи, освен Има тоа. одличен вкус и особено Токму е така. пријатно во комбинација со салати. Токму така, јас маслото од кога бев тиква. во Словенија, дури во рестораните го нудат како опција затоа што го збогатува вкусот на салатата, освен тоа е многу добро за превенција од простата, за сите мажи после 40-тата година имаат здебелување на простатата, така да е многу добро за простата да се користи исто, меѓу другото, освен што ги има тие придобивки. И имам баш масни киселини кои што го заштитуваат телото и од одредени други болести, дури има истражување дека штити од рак, што е нормално. Сите масла, да нагласам, мора да бидат ладно цедени. Секое рафинирање нашиот организам го препознава како токсин, значи тотално рушење на масните врски, ние го гледаме како масло, меѓутоа нашиот организам го препознава како токсин и се обидува дел од него да извлече, да искористи, а другиот дел да го искористи, да гоисфрли. Сите ладно цедени масла се елексир за нашето тело. Знаеме дека ако направиме истражување во Европа, најдолговечните луѓе се живеат во Сицилија, имаме многу стогодишници, имаме исто и во островите по Грција, кај што тие исклучиво користат ладно цедено маслиново масло, дури се уште имаат она обработка со камен природна, кај што ваквото масло придонесува за добро здравје и секако нели она медитеранска исхрана и јодот исто да го споменаме многу битен. Тоа се должи, ова што го напомнав за Сицилија, за Грција, е токму поради јодот исто, кој што е дел нели од морето и воздухот кој што се вдишува, се внесува исто во нашиот организам. Ни треба многу малку јод, ни треба само неколку микрограми во нашиот организам. Јодот исто битен за имуниот систем, за штитната жлезда, за одвивање на многу функции. Најдобар природен начин како можат гледачите да си направат природен јод се млади оревчиња, треба да бидат во големина колку маслинка, се сечат на 2 или на 4 дела, се ставаат во мед, тие ја испуштаат својата течност, го испуштаат јодот и доволно е по една мала лажичка дневно да се внесува, ќе ги задоволи потребите од јод. Тука и морската сол, морам да ја напоменам. Меѓутоа, јодот е многу битен. Денеска имаме многу голема дисфункција на штитните жлезди, поготово кај жените, имаме многу заболени од Хашимото. Така да го препорачувам и јодот како многу добра превенција, меѓутоа добиен вака природно од природата. Така да тоа се основите на здравјето. Треба да знаеме дека здравјето е единствено и само може да дојде од природата. Сето друго е на некој начин бизнис, а здравјето не смее да биде бизнис според мен.
Љупче, јас благодарам за сите овие практични совети. Верувам дека им помогнавме на нашите гледачи повеќе да се насочат кон природата и природните извори на витамини, минерали и сите останати нутритиенти кои што ни се потребни за добро здравје. Ете, со овој разговор и со овие совети го завршуваме нашето денешно дружење. Јас ви благодарам за вниманието. Останете и понатаму во добро здравје и следете програмата на телевизија Алфа. Имајте убав ден.